Добър ден. Най-първо да се представам. Аз съм Люка Ровешевски, работен во GSN Македонија. И денес би сакал накратко да ве запознам со две алатки, или всъщност едната алатка од GSN глобалната организација, другата алатка GSN Каталог е алатка која фираме во GSN Македонија, значи тоа е нашиот интернет производ, чијашто цел е дигитализација на македонските производи. Токму во ова насока дека податоците се клучни кои корисниците купуваат онлайн е и новиот проект на GSN глобалната организација GSN Cloud, за кој што Роберт претходно ви објасна накратко, меѓутоа јас ќе се одам на еден друг аспект да го доловам овој проект. Значи, зошто е потребен GSN Cloud? 54% од пребарувањата на односно од луѓето кои што биле испитани во 2017 година кажа дека вршат пребарување на интернет пред купување на производ. Значи, дури доколку самиот производ се купува физички во продавница, тие претходно извршите одредено пребарување, извршите одредено читање на податоците за производот и тогаш од тоа сте одлука дали тоа ќе го купуваат онлайн или ќе го купуваат преку некоја физичка продавница. Податоците денеска истостигнуваат од голем број на извори. Затоа е токму и овој проект со цел да се определи еден уникатен извор од каде што ќе може да се извлекуваат точни и прецизни податоци и навремено ажурирање. Бидејќи доколку вие како компании кои што сте производители на самиот производ, не ги внесете производите, тоа ќе направат вашите добавувачи, тоа ќе направи одреден развивач на софтверска апликација. Бидејќи тие податоци се потребни потоа за да се креираат одредени апликации, одредени софтверски апликации, одредени мобилни апликации и дали вие ги внесете точни податоците или ќе ги внесе одредена друга компанија, тие податоци ќе бидат видливи на интернет. И верувајте, мислам дека сте свесни дека кога одреден производ, одреден податок ќе биде внесен на интернет, многу тешко е тој да исчезне, односно особено ако е погрешен и дури во голем број случаи погрешниот податок би бил повеќе пати читан, повеќе пати прегледуван него реалниот број податок кој што ќе внесете вие подоцна. Кои се услугите кои што ги нуди GSN Cloud? За ова исто така зборуваше Роберт, накратко ќе се повторам. Чек, тоа е JTIN автентикација, односно проверка дека самиот баркод издаден од GSN организацијата, дека тоа е валиден и дека му припаѓа на самата компанија. VIU, тоа е валидација на производот, односно може да се прегледаат 7 основни атрибути, ќе ги видиме на наредниот слайд кои се тие 7 атрибути. И последното е пребарување, односно оваа услуга се уште се работи, меѓутоа ќе може да се пребаруваат и производи кои што се од сличен тип него производот кој што во моментот се пребарува. Овие се 7 основни атрибути: JTIN или баркодот, бренд, име на брендот, опис, декларација, слика со средна резолуција, ценен пазар, односно во однос на пазарот, описот и брендот може да се менуваат на различни јазици, името на компанијата и класификација на производот кој што се врши по Global Product Classification. Тоа е исто така стандард од GSN организацијата, каде што имаме 4 нивоа на класификација, од најопшто кон најспецифично ниво и во секој од овие, односно секој ниво, целта е значи како што се преминува од најопштото кон најдеталното ниво, да се пронајде точно во која категорија е самиот производ. Како GSN Cloud функционира во Македонија? Во Македонија имаме собирање на податоците, за тоа ќе зборувам малку покасно, меѓутоа кај нас тоа се врши преку MyGS1 и преку GSN Каталог. GSN Cloud во моментов се внесени околу 80 милиони податоци за производи. Че ова е огромна бројка и би рекол дека
реагира подоцна. Меѓутоа сметам дека скоро секоја ГСН организација во сите овие што ги напоменав 112 земји е вклучена во овој проект и работи активно на овој проект, така да оваа база секој ден се зголемува и набрзо верувам дека ќе достигнеме до првата бенчмарк бројка од 100 милиони податоци за производители. На ГСН каталогот. ГСН каталогот, прекрасната за ГСН каталогот започва некаде пред 5 години. Бевме на еден форум и откако се вратим од форумот, од Европскиот форум, размислувавме како да го имплементираме стандардот, односно како да започнеме со прибирање на податоците во Македонија, земајќи во предвид дека сите алтернативи кои што беа презентирани беа со одредена сума и не беа, барем во тој момент сметавме дека не се доволно примамливи за корисниците, односно за компаниите во Македонија. Поради тоа, изработивме електронски каталог на производители од македонски компании и целта ни е и конечната визија е тој да стане единствен доверлив извор на информација за производи со македонски партнери. Тоа беше идејата во тој момент. Веќе, како што ви објаснав на претходниот слайд, веќе настана и модификација, односно тие податоци кои што ги прибиравме последните 5 години, успеавме сега да ги прилагодиме, односно бидејќи веќе ги имавме тие податоци, успеавме да ги внесеме во GSN Cloud и всушност ќе видите подоцна, значи околу 12.000 македонски производи веќе се во таа глобална база од 80 милиони податоци од македонските компании. Токму тоа е оно што ви зборуваше Роберт, дека можеби во моментов не сметате дека е дополнителна работа, можеби немате во моментов идеја зошто би ги прибрале тие податоци, зошто воопшто би ги внесувале тие податоци, меѓутоа како што гледате со тек на време, овие податоци може да се користат за различни примени, и дури за примени кои што во моментов не би можел да ви кажам или не би можели самите вие да предпоставите зашто би се искористили. Ова е краток историјат на проектот, јас само би се задржал на две точки, тоа е успешната синхронизација со Foodgate и успешната синхронизација со субрегионалниот агрегатор на GSN Романија, Кумпра Информат. Ова означува дека вашите податоци, односно оние податоци кои што се внесени во GSN каталогот, веќе може да се прочитаат и во рускиот каталог, кој што е изработен од GSN Русија, и во субрегионалниот агрегатор на GSN Романија, Кумпра Информат, во кој што се дел голем број балкански земји, Албанија, Србија, Босна и Херцеговина, Македонија, Романија секако, така да вашите податоци веќе почнуваат да се доставуваат до различни делови, би рекол, од светот. И ова е најбитното, користењето на GSN каталогот е бесплатно. Тоа е еден клучен аспект, значи немате дополнителни финансиски трошоци. Целото хостирање, дури во одредени случаи обуката, сликањето, внесувањето на податоци, за сите овие аспекти помагаме од GSN Македонија, се со цел да се зголеми бројот на податоци за производите во каталогот. Кои се бенефити од користењето на GSN каталогот? Ова е еден многу важен критериум, дека малите, меѓутоа во одредени случаи бевме сведоци и некои големи компании, може да ја зголема видливоста на своите производи. Зошто? Затоа што кога го започнаме каталогот, дел од овие компании воопшто нема ни веб страници. А преку GSN каталогот се возможува, значи, видење на еден вид на профил за компанијата и нејзините производи. И многу често почнаме да добиваме и посети од странство. Зошто? Затоа што најчесто овие компании, кога се обидуваат да соработуваат со трговски партнери во странство, едноставно го испраќаат линкот кој што беше од GSN каталогот и автоматски сите податоци за компанијата, сите податоци за производите кои што ги произведува
изгледува, може да се најдат на едно место. И сега го гледате тука дека какви се податоци се возможни, значи овозможено преварување по 16 критериуми за производите, преварување преку Google. Ова беше исто така, можеби дел од што сте во прехранбената индустрија се сеќавате дека беше донесена и регулатива од АХБ и во која што значи ова е регулативен изводок од таа регулатива од опасното за означување на прехранбените производи и ако ги споредите сите овие што се тука производи, веќе истите значи податоци за производите ги имаме и во каталогот, односно со самото внесување на податоците или прибирање на податоците, средување на податоците за да бидат внесени во каталогот, вие автоматски би рекол дека ќе ви биде многу лесното исполнувањето на регулативата, бидејќи ќе сте сигурни дека веќе сте ги исполнали тие чекори, односно дека ги имате овие податоци за да може да ги поставите нели на самиот производ. Ова се некои други дополнителни бенефити од користењето на GSM каталогот за дистрибутивните куќи и маркетите. Се добиваат податоците во структуриран начин, автоматски деливниот систем, постои за оние кои што се повеќе информатички настроени, значи постои API преку кој што може позадински едноставно да се извлечат податоците од каталогот, да се пребаруваат и на тој начин да се споделат без разлика дали се дистрибутивни куќи, дали се маркети, дали се софтверски куќи и понатаму ова е многу битно, дека податоците остануваат во собственост на GSM организацијата. Како што ви кажав, значи ова е затоа и целта на глобалната организација да се креира овој проект, толку заради тоа што како неутрална организација не вршиме приоритет на самата содржина, односно самите податоци. Тука ќе ви направам паралела со нешто што се случува во последно време, а тоа е битката за неутралност на интернетот, а тоа означува дека веќе во одредени земји постојат закони, односно се намалија тие регулативи каде што се возможува неутралност на податоци. Или да се врши приоритет на одредени податоци само за да може, односно да се со самото плаќање на одредени провайдери да му се дава приоритет на одредени податоци, а не на други. Затоа е многу важно одредена неутрална организација да ги има овие податоци. Ова се веќе се запознаени бидејќи вршиме и обука со самото подпишување на договорот, вршиме една кратка обука што е мој G7. Тоа е сервис за авторизирање на вашите GTIN-ови. Секоја нова компанија добива одреден пакет, например 10-100.000 баркодот. Меѓутоа, за да го активира секој поединечен баркод, мора да се најави во системот, во мој G7, да го внесе името и брендот и потоа го добива кој е баркодот на соодветниот производ. Не бараме дополнителни податоци, бидејќи сме свесни дека во тој момент кога ги внесуваат овие податоци во мој G7, се уште не е креиран самиот производ, може да има некои дополнителни корекции на производот, секако самата амбалажа не е се уште креирана, бидејќи го немате баркодот, така да барем да ги имаме основните два податоци, тоа се брендот и името на производот. Ова се некои дополнителни други податоци кои што може да се добијат преку мој G7, информации за кои се искористените баркодови, за ова многу често добиваме повици во канцеларија, кои баркодови ги имам досега искористено во мојата компанија. На овој начин не навигувате во мој G7 и добивате листа што се е искористено. Информација